За разлика од лани, годинава нема да има никакви проблеми во однос на снабдувањето со дрва на граѓаните. Ова го тврди првиот човек на Македонски шуми Жарко Караџовски во интервјуто за емисијата Инфорегион. Според него, јавниот повик за купување на дрва, Македонски шуми го објавили уште кон крајот на 2015-та и тој траел се до март 2016-та. Целта на тој јавен повик била да се утврди точната бројка на граѓани кои сакале да набава дрва преку Македонски шуми. Бројот на граѓаните кои сакале да купат дрва од шуми бил далеку поголем од лани. Само во Прилеп тој број бил зголемен за 30%. Значи, со една реченица го работевме тоа плански, за да имаме и точно планско производство. Значи, морам да кажам дека интересот по тој јавен повик беше доста висок, во одредени реони беше повеќе од очекуваното. Конкретно, ќе земам Прилепскиот регион, каде што во самиот град Прилеп, значи, во однос на ланска година, само апликации беа донесени 30% повеќе од лани колку што самата подружица продаде, што значи сериозна врска. И сето тоа не натера да го направиме планот да можеме да го задоволиме сите оние кои што аплицирали и сите оние кои што накнадно ќе сеат да ги снабдиме со дрва. Показател втор за сето ова е што битна работа е да врз основа на она што се појавува како бројка која што треба да биде продажба, и ние мора да имаме производство. Значи, она што е битно, ние заклучно со месец мај, производството ни е зголемено во однос на ланска година за 160 па некаде до 180%, или изразено во бројки, ние моментално имаме произведено преку 230.000 метри кубни до заклучно со месец мај. Ако тоа го споредиме со ланска година, значи толкава количина ние лани имавме во месец август, што значи дека сме спремни, залихи имаме доволно. Тие залихи секако, значи која од шума, која на шумски склад се транспортираат секојдневно. Во овај период, значи сега летен, заклучно некаде со септември, планираме да ги дистрибуираме така како што ни е по договори до сите оние кои што уплатиле, кои што склучиле договор. И пратечи го како оди тој процес, значи секаде низ републикава, до сега одиме согласно планот. И не мислиме, него сме оптимисти дека во најголема мера, некаде заклучно со септември, можеби до средината на октомври, и ќе ги завршиме сите обврски кои што ги имаме по договори. Но тука нема да запреме, затоа што и секојдневно, значи во текот на овие денови се вршат уплати, луѓето се заинтересирани, ќе гледаме да излеземе во пресрет и на сите други. Сакам да напоменам дека пазарот со огромно дрво, значи не го сочинува само Македонски шуми, него на пазарот се присутни и сите други останати, приватни складови и така натаму, кои исто така го снабдуваат населението, и тоа може да се примети дека и тие се доволно снабдени, а резултат на таа навремена снабденост или навремено производство е показател и на самата цена. Значи, генерално, цената во Република Македонија, што во приватни, што кај нас, е на едно ниво кое што е од како претходните години. Значи, кај нас е константно истата цена, 2450 со 2380, значи цена на склад, плюс превоза до дома. Во приватните складови некаде максимално, значи кога вела максимално, мислам најчесто на Скопје, се движи до 3200 денари, што се цени кои што се со година назад со исклучок на ланска година. Што покажува, значи самата цена, покажува дека за да таа биде така стабилна, има доволно количини огромно дрво. Македонски шуми 2015 во однос на 2014 ја завршиле поуспешно и во материјална и во финансиска смисла. Се произвеле повеќе 100.000 метри кубни на дрва, а во завршната сметка биле во добивка од 82 милиони денари. Во исто време, успешно биле наплатени сите обврски спрема добавувачите и немало доснење на плати како во минатото. Исто така се размислувало за почнување на нови екопроекти, како оној на искористувањето на биомасата од шумите и производството на пелети. Значи 2016 година ние почнавме со доста новини, значи спомнав, значи начинот на транспарентност при продажбата, значи кај нас во Македонски шуми техничкото дрво се продава се со јавен повик, значи транспарентно, каде што учествуваат сите кои се заинтересирани, нормално се одлучува врз основа на самата понуда која прифеќа, која не ја прифеќа. Исто така голем дел на одредена дрвна маса каде што има огромен интерес оди на јавно надавање. Она му
каде што е огромно дрво прашање, значи отидовме со јавен повик до граѓаните, каде што врз основа на апликации ги правиме тие договори со нив, ги даваме условите кои што по ценовникот и по одлука на управниот одбор се движи некаде до 8 месеци на рати, кој како сака, значи се бира. И таа транспарентност ја прави таа улога на Македонски шуми која е присутна помеѓу граѓаните и најдобро е така кога секој знае кога може и како може. Од една страна, а од друга страна ги презедовме сите одговорности, во основа ако сме презеле некоја мерка или начин да граѓаните ги информираме, од друга страна да земеме обврски, да исто така и ги исполниме, затоа што за тоа следат одредени панали доколку тоа не го реализираме. Има доста новини во делот на начинот на стопанисување. Значи Македонски шуми се повеќе се ориентира не само кон огромно и техничко дрво, значи еден од крупните проекти кои што треба да следи и да почне оваа година да продолжи во наредните години е да се во шумата почне да се стопанисува по пат на обновливи извори на енергија, поточно да се користи биомасата како начин за стварање енергија до фаза на производство на пелети, она нешто што го објави премиерот или владата, која што мерка треба да почне оваа година со припреми, од 2017 па во рок од 4 години па таму да што повеќе се станат присутни и пелетите или производство на чипс и така натаму, биоенергија која што ќе биде дистрибуирана до самите граѓани. Таа мерка ја објави и премиерот, ја објави владата, со тоа што тука има и субвенционирање, намалување на стапки на данок, која ќе биде стимулативна, но што би се постигнало од една страна, би се добила цена која што можеби ќе биде еднаква на цената на огромното дрво, а се добива пелет кој што и помалку загадува и има поголема енергетска вредност, она што е најважно за 9 до 12 пати помалку е загадува животната средина, која е сега со начинот на грејање со огромно дрво и како е зголемена. Значи, рачунајќи дека ние мора да заштитиме животната средина пред се од загадување, аерозагадување, а второ, начинот на стопанисување по пат на биомаса и производство на пелети е заштитува и самата шума, затоа што во најголема мера таа се чисти и се ствара простор за обнова и, како да кажам, повеќе обновливи процеси во самата шума, со значи зголемување на самиот шумски фонд, а од друга страна задоволување и со енергенс. Значи, тоа треба една соедна законска регулатива се тоа се среди, а процесот на набавка на машините е последна фаза. Значи, ние сме сега во фаза на правење на една национална стратегија на ниво на Македонски шуми, која е отпочната, потоа еден план, проектен план, кој што треба да направиме како идеен план, за да дојдеме до констатација колку тоа ќе кошта, како ќе кошта, на кој начин би се финансирало, колку би биле, со каков капацитет, колку дрвна маса е потребно, за која количина енергија и така натаму, значи правиме едно тестирање. Колку би било потребно да се направат пелети и колку во фаза ќе има интерес да се купува од граѓаните, значи сето тоа се прави на стратегија и тоа го планираме оваа година. Според Караџовски, Македонски шуми немале намера да бидат доминантна компанија или да воспостават монопол во производството на тие пелети. Туку во план било да се стимулираат и други приватни компании да влезат во овој бизнис, за да грејењето на пелети во иднина што е можно повеќе би го заменило грејењето на дрва. Во однос пак на дрвократството, Караџовски рече дека годинава тоа било малку зголемено во однос на лани. Па дрвократството оваа година во однос на ланска година бележи некој процент на пораст, што морам да кажам дека најмногу тука влија и самата политичка криза, бегалската криза и така натаму, каде што голем дел од безбедносните сили или полицијата и сите други останати се ангажирани на повеќе места, што во еден период придонесува да на некој начин тоа ги стимулира некој да продолжа да се занимаваат со таа дејност, но факт е дека акцијата гора и се она што се правеше во претходната година не е запрена, да трае. И тоа ќе трае и понатаму. Ние како Македонски шуми оваа година настапуваме во рамките на измените на законот, значи веќе ја формиравме нашата шумарска служба, таа е опремена и со нови униформи, и со сите оние локации кои што се направени се со актите, значи нашите се присутни, делуваат на терен така согласно законот, но битно е тоа да биде координирано со останатите институции како шумска полиција, инспекторатот и редовна полиција. Ние правиме што се однесува до нас, значи го
мотивираме сите на останати институции, одржуваме контакти со нив со останати, за да што повеќе бидеме присутни на терен и што поголеми акции се прават на терен за да тоа се сузбива. Се надевам дека со време, со сите овие институции кои ги набрев, која ќе се делува на терен, со време и со самата преориентација, значи на стопанисување со шумарството, значи како ќе се намалува производството на огромно дрво или користење на огромно дрво, а зголемување на пелети, така ќе се намалат и кражбите, затоа што самото производство на пелети како финален производ ќе го дестимулира она што сега се случува во шумите, а со тоа ќе го добиеме шумски остан. Значи, борбата со дрвократството е долг и сложен процес, битно е да се работи, да институциите функционират и да постои концепт во кој што треба да се движиме. Планирано било во блиска иднина преку македонски шуми во Македонија да влезат и заинтересирани турски бизнисмени од овој ресор. Лани една турска компанија отвори погон во Куманово, во старата пилана на македонски шуми, а во иднина, освен пиланата, планирале да се прошират и во други ресори од дрвната индустрија. Македонски шуми веќе оствариле контакти и со друга турска компанија, која сакала дел од своите капацитети, кои ги има во Романија и Бугарија, да ги дислоцира во Македонија. Зошто во Македонија? Затоа што според нив, значи Македонија има добра клима со овие владени мерки кои што ги најавува од една страна и на некој начин му е поблиска, повеќе интересна и самиот регион и самата географска положба на некој начин му одговара, бидејќи стационирана Македонија можат да црпат и многу други ресурси кои што ги имат и соседните републики и така натаму. Нивната желба е да инвестираат доста, значи на самиот разговор беа спремни до оваа година да инвестираат минимум 10 милиони евра, но тоа зависеше прво се од нас дали можеме толку да му одговориме со репроматеријал. Еве за ваша информација, ние склучивме меморандум за соработка, во исто време склучивме и рамковен договор, кој го склучивме на 5 години за деловна соработка и веќе отпочнавме со соработка. Во овој момент тие отвори еден капацитет во околината на Гостивар, кој што почна да работи, меѓутоа тоа е само привремено решение додека не ги направат сите оние други. Еден од плановите му е, имавме една посета, значи јас ги донесов, вака како локал патриот ги донесов во Прилеп. Го разгледаа градот, доста му се допадна. Бевме кај градоначалникот, побаравме да видиме локации, каде има и што има, какво земјиште за да евентуално купат. Од се што разгледавме, нив му се допадна 3 работи за кои што размислуваат и прават бизнис план. Првиот кој најмногу му се допадна е стариот објект или она железна конструкција од металец и целата таа површина која што се доста заинтересирани и за која треба да почнеме процес за разговор, каде што на целата таа површина буквално би искористили таа железна конструкција и би направиле некој објект кој што би бил од повеќе сегменти, значи повеќе фабрики во рамките на таа површина, нешто што за нас прилепчани би било и текако добра решение, затоа што нели тоа стои со години така неискористено, а влегува во индустриската зона. Вториот објект кој што исто го разгледува е онај маркет Таш, кој што стои на или до блиско до хотелот Солида. Го гледа и него во смисла да тоа евентуално, доколку отвора таа фабрика, биде како салон за мебел, пошто се произведуваат и мебел или изложен продажен салон. И трета варијанта беше во нашиот простор на подружницата во Црнбург, каде што имаме ние тука простор од 5 хектари земјиште, кое што доколку отпаднат овие две комбинации, би го евентуално зеле некој дел од тој простор, каде што би можело да градат нов објект. Значи сега сме во фаза на разговори, сериозно се заинтересирани за инвестирање во Прилеп, тука има некои работи што треба ние да ги отклониме. Оној план кој го планираат за Прилеп се значи повеќе капацитети. Значи она што го планираат во Прилеп е да почнат со примарно производство па се до финално. Значи тоа би било и пилана, и паркетара, и плочи од иверица, и пелети, значи се зависи од на колку капацитети би отвориле, што сигурно не би било тоа во една година, него со еден бизнис план. Колку повеќе такви капацитети отварат, толку повеќе вработувања. Не кажа бројка на вработување, но нас ни е битно да ги привлечеме како инвеститори, затоа што колку повеќе ќе се гради, толку повеќе вработување ќе има. Турците биле во интензивни преговори со македонски шуми,
а една од пречките кои се разгледувале да бидат отстранети било тоа што земјиштето во кругот на Црнбор Прилеп се уште не се водело како индустријска зона и земјиштето било 10 евра од метар квадратен. А додека пак доколку би се сменил деталниот урбанистички план, тоа земјиште да биде индустријска зона, цената би била 1 евро од метар квадратен, а со тоа би станало и попривлечно за инвеститорите. Турците веќе купили и отвориле своји помали погони во Гостевари Кочани. Од Македонски шуми се надеваа дека третиот ваков погон наскоро ќе биде отворен во Прилеп.